Бјорнберг вели дека Ирска мора да го воведе мој термин по теркот на Македонија. Да. Како една од повеќето европски земји, Ирска се соочува со нетранспарентни листи на чекање, кои создаваат непотребни времења на чекање за преглед или за операција кај доктор или на повисоко ниво кај одредени хируршки интервенции. Истиот тој проблем ние го имавме до 2011 година, каде што и кај нас постоја нетранспарентни листа за одредени типови на закажување. Европската лиценцирана куќа за мерење на здравствени индекс на европски земји е кредибилна куќа. Истата е поддржана од 36 европски земји и веќе спроведува индексирање, односно оценување на здравствени системи веќе од 2004 година па се до денес. Оценувањата му се базирани врз неколку индекси врз неколку прашања, врз неколку тестови на здравствениот систем, односно делови каде влегува во оценување и електронскиот здравствен систем, како и чекањето до прв преглед и чекањето до операција. Македонија достигнува во 2015 најголем одскок во тој здравствен индекс, скокнавме за 12 места нагоре, се од користење на националниот систем за електронски евиденции, мој термин. Значи, кога викам електронски евиденции во здравството, мој термин, мислам не само на дело за закажување, туку целосно на водење на целосна документација за секој пациент во Република Македонија. Позитивната страна на системот и она што остава голема впечаток кај European Consumer Powerhouse Index е тоа што системот е флексибилен, е модуларен, значи може брзо да се имплементира и брзо да се адаптира на било кој здравствен систем во свет. Така да, балканскиот систем е наследен од претходно и е базиран во Србија, во Македонија, во Албанија, во Црна Гора е скоро сличен. Постојат 3 нивоа на здравствена заштита, матични лекари, специјалисти на второ ниво, специјалисти на повисоко ниво. И се знае кој е упатувањето и се стават правилата врз начинот на упатување. Но во европските земји може да биде поразличен или барем некоја контрола плюс да биде доставена, што не представува проблем истата брзо да се смени или да се постави во овој систем. Тоа е позитивноста на системот. И дали ова се причините зошто мој термин некако најде на добри реакции во земјите во регионот, а сега слушаме дека и еминентни ликови од Европа го поздравуваат овој систем? Да. Значи, најголема причина е достапноста што му ја дава на пациентот. Значи, било кој пациент може да достапи до било кој доктор претходно што не бил достапен или што бил недостижен. Или не постои за тоа дека треба за кај тој доктор треба да чекаш или не е невозможно да дојдеш до тој доктор, до тоа име и презиме. Сега се сите јавно објавени, сите се транспарентни, секој доктор е должен до 10 во месецот да ги објави термините за наредниот месец, она што ние се бориме како управа тие термини да бидат поголеми, но сепак на крајава секој доктор е достапен за секој од пациентите. Значи транспарентноста и достапноста се најголемите позитивни мерки на системот. Овој систем, мој термин, функционира веќе 3 години. Каков е пулсот меѓу пациентите? Како пациентите го прифатија овој систем, мојот термин, и како функционира воопшто? Системот функционира, да, од 2013 започнавме целосно, но тој функционираше уште од 2011 само за закажување кон 3 одредени апарати, компјутерска томографија, магнетна резонанса, мамографија. И уште од 2011, значи, системот покажа големи придобивки врз достапноста на тие 3 апарати од страна на пациентите. Значи, претходно еден пациент се појавувал на 3 различни листи на чекање. 3 пати го триплирал времето на чекање кон тој апарат. Во 2013 го проширивме не само да биде како апарати, туку целосно било кое упатување од страна на матичен кон специјалист во општа болница или здравствен дом,
па и од специјалистот од општата болница здравствен дом кон упатување кон клиника мораше го користи системот мој термин за да го закаже и да го креира соодветниот упат кон тој испитувај. На старт, како и обично при промена на еден систем или при појава на некој новитет, и од страна на докторите и од страна на пациентите се појави одбивност. Но за брзо време, кога се увиде дека тоа е во бенефит на двете страни, бидејќи пациентот знае дека тоа е мој термин кај докторот во тој и тој период, и пациентот знае дека денеска ја од прилика би имал 30 пациенти пред амбуланта, а не кога ќе дојдам на работа во 8 час, ќе имам 50 пациенти пред амбуланта, зашто таа навика на пациенти да доаѓаат на во клинички центар да доаѓаат во 8 час за да завршат работа тој ден, независно дали тоа ќе биде во 9, во 10 или во 15 часот. Сега таа навика ја немаме. Значи пациентите и докторите се привикнале да го користат системот. Задоволството со спроведените анкети кои ги правиме на 4 месеци или на 6 месеци, не се сеќавам точно, покажува дека 80% од пациентите го поддржуваат системот и дека се задоволни од користење. Само 15% од нив не биле задоволни или воопшто другите беа не определени, односно не изјаснети. И од тие 15%, само на 10% од нив докторот не им пружил здравствена услуга, односно или дали не бил на работа или не се појавил на закажаниот термин. 90% од случаите завршиле до 30 минути, значи биле прегледани. Од закажаниот термин со закаснување до 30 минути биле примени и прегледани во ординацијата на докторот. 30 минути за клинички центар Скопје, каде што претходно пациентите доаѓале на слепо. Ја лично сум доаѓал, јас сум по потекло од Прилеп. Од Прилеп сме патувале цела фамилија за преглед мој. Сме патувале да дојдеме на клиника во 7 сат, за да бидеме прегледани и тој ден. Сме чекале по 7 сати, само да бидеме прегледани. Ја мислам дека тоа сега во овој момент со овој систем дека тоа не постои. Добро, и анкетите велите дека го покажуваат тоа, сепак тоа е значителна бројка, 80% од испитаниците се задоволни од овој систем мој термин. Колку упати беа креирани преку мој термин изминатава година? Вкупно креирани упати, значи кога зборам за упат, ги ставам сите во таа бројка, значи постојат специјалистички упати, лабораториски упати кон радиодиагностички испитувања, рентген, компјутер, магнет, беа околу 9 милиони упатувања. Во однос на бројот на рецептите, тоа се 23 милиони рецепти, креирани и реализирани, а бројот на пациенти кои што поминал низ системот за 2016 година беше околу 1.480.000. Значи, 1.480.000 барем еднаш биле на доктор или барем една здравствена услуга побарале, независно дали е тоа преглед кај специјалист или е креирање на рецепти и подигање на лекот од аптека. Неколку пати споменувате во пресконференциите кои што ги одржувате дека граѓаните треба да расте свеста, нели, за доколку го закажат терминот да си останат на тој закажен термин или да го откажат на време. Има ли вакви бројки? Имате ли бројки колку Да, има, за жал се уште не сме ги намалиле на бараниот процент на кој што сакаме. Колку е тоа проблем? Од прилика 20% од закажаните упати не се искористени, односно пациентите не ги откажале и не се појавиле на закажаниот термин. Многу е битно, значи од двете страни да се почитува времето на другиот. Времето на другиот во однос пациентот, пациентот да го почитува времето на докторот. Докторот одделил 15-20 минути за него. Тие се дефинирани во системот и тие 15-20 минути се за него. Тој мора да ги почитува тие 15-20 минути да биде присутен на прегледот. Доколку не е присутен, треба да го откаже. Исто така и докторот треба ги почитува тие 15-20 минути што дошол пациентот кај него. Значи, докторот мора да биде присутен на тој преглед. Исто така и пациент со пациент. Кога се појавува непочитување, кога доаѓа еден пациент пред време, а друг чека или такви проблеми, тоа не треба да биде дискутирано. Така е, велиме дека системот функционира мој термин како што треба, еве слушнавме и признанија, некои веќе и европски земји сакаат да го имплементираат во своите земји, но
Каде кочи работата? Имате ли, се соочувате ли со некаков проблем во овој систем или на што во иднина треба да се работи за да функционира уште подобро? Системот постојано се надградува. И овој систем доста е комплициран сам по себе. Значи, мој термин е интегриран со 70 софтверски компании. Значи, како целина, како сите податоци што доаѓаат на едно место, доаѓаат од 70 различни софтверски компании кои имаат софтверско решение во 3600 институции во Македонија, здравствени институции. Значи, матични лекари, приватни здравствени установи, приватни лекари, односно аптеки, државни установи, значи сите тие институции го полнат мој термин. Како систем не е гледано како автомобил да го купам, па да го запалам, да го возам само и да го изгаснам. Значи мора постојано да биде наблюдуван, да биде одржуван и да биде надградуван. Најголемо внимание, заедно со моите колеги од управата за електронско здравство, посветуваме на оптимизацијата на системот. Ако едно нешто се изведувало претходно во 5 чекори, да го намалиме на 3. Ако било на 3, да го намалиме на 2. Ако било 2, да биде 1. Ако може и 1, да нема воопшто чекор за некој работа. Воведуваме постојано нови функционалности. Се воведуваме функционалност, се пополнува пријава, веднаш се пополнува пријава за ново роденче при породувањето на мајката и таа пријава по дигитален пат се пушта до управата за матични книги и исто се пушта до Министерството за внатрешни работи. Во истиот момент се креира досие за тоа бебе. Во максимум 2 дена тој документ треба физички да дојде до родилиштето каде што е породена таа жена. Значи, оптимизираме процес каде што родителите на тоа дете нема да имаат потреба да губат административно време 10 дена или 30 дена, не знам колку е рокот дека треба да го пријава тоа новороденче, па да добие извод на родени, па да ја добие целосната документација за истото. Сега тоа сето се случува без нивно знаење. За 2 дена го добива документот во здравствената институција. Постојат и ред други. Еден од поголемите новитети сега што ќе го имплементираме во 2017 е имунизацијата. Значи, целосниот и деталниот имунизацијски картон на секој пациент мора да биде заведен во системот. Така да здравствените домови из Република Македонија ќе знаат точно колку деца треба да се вакцинираат со еден тип на вакцина овој месец, оваа недела, колку треба да планираат вакцини да повлечат во наредните 6 месеци, колку Министерството за здравство треба да набави вакцини за оваа година. Истото тоа е направено и со инсулинот. Сега, од минатиот месец, точно се знае која е инсулинска аптека, колку инсулин, од кој тип на инсулин треба да подигне. Точно знаеме ние од Министерство колку располага. Впрочем, тука имаше еден проблем, нели? Предпоставувам дека сега веќе со сега е овој елиминиран, систем. бидејќи препишувањето на инсулинот е детално по пациент. Значи, врз калкулација колку единици му се препишани по пример за поедок ручек вечера, автоматски системот пресметува колку шприцеви, односно инсулински пенкала треба да подигне. Од каде ги подигнал, колку имал тој на лагер претходно во таа инсулинска аптека, колку веќе се подигнати, точно знаеме каде се реално подигнати. За жал, тоа претходно не се знаело колку инсулин било подигнато од инсулинските аптеки. Сега точно знаеме и го знаеме и точната состојба на инсулин во инсулинските аптеки. Кога ќе дојдат на 10 или 20% од инсулин, стига нова пратка од Министерството кај што се надополнува. Тоа се оние поголеми, а секојдневните помали оптимизации се многу подетални, би требале да разговараме цел ден за да дојдеме да ги објасниме. Добро, во секој случај системот мој термин функционира, еве велите дека ќе се надоградува и во иднина, чинам ова со вакцините, но и со последниви измени со инсулинот, со увидот токму во овој систем, значи многу. Да. Исто управата е должна да ги на еден начин да ги одгледува софтверските компании кои се интегрирани со него. Значи правиме оценување и сертификација на истите. Не може било која софтверска компанија преку вечер да стане производител на медицински софтвер. Бидејќи се соочувавме со проблеми, имавме софтверски компании каде едно обично креирање на упат земаше 10 минути на лекарот. Ако го користат мој термин, тоа е помалку од 1 минута. Не може сега кај нас да биде 3 клика за креирање на електронски упат, а некаде да биде како да
уклучуваш Space Shuttle па да уклучиш 20 функционалности само за да го криеш тој упаток. Значи треба да биде просто user friendly и треба да биде брзо и ефикасно од страна на користење на лекарот, се со цел да не се одзема време и на лекарот и на пациентот. Значи сертификацијата и оптимизацијата на софтверските решенија е исто така цел и работа на управата за електронско здравство.